Годинава нема одлука за датум за старт на преговори за членство со Северна Македонија. Тоа е исходот од дводневните разговори на врвот на Унијата кои не резултираа со позитивен епилог поради цврстиот став на францускиот председател и покрај јунските заклучоци да не дозволи Скопје и Тирана да добијат јасни временски одредници за почеток на преговори. Она за што успеа да се договорат шефовите на држави и влади на Унијата е ова прашање да се разгледува во првата половина на 2020 година за време на хрватското председателство со Унијата. Огромното мнозинство членки сака отворање пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија, но за ваква одлука треба едногласност, а вчера таа не беше постигната. Затоа ЕУ ќе се наврати на ова прашање пред самитот во Загреб во мај 2020-та. Дозволете ми да бидам многу јасен. Вината не е на Северна Македонија и на Албанија. Извештаите на Европската комисија исто така се многу јасни дека двете земји го исполнија тоа што се бараше од нив. Усвојувањето на Преспанскиот договор беше извонреден успех. Двете земји го имаат правото уште од денеска да ги почнат преговорите со Унијата. Тие се подготвени. За жал, неколку земји членки се уште не се подготвени. Затоа не успеавме да дојдеме до позитивна одлука. Лично мислам дека беше грешка. Ги повика, како што ги нарече, нашите македонски и албански пријатели да не се откажуваат и дека ЕУ е таа која треба да испорача. Претходно министерот за надворешни работи Никола Димитров преку Твитер побара искрен пристап од Унијата. Најмалку што ЕУ му должи на регионот е да биде искрена со нас. Ако веќе нема консензус за европската иднина на Западен Балкан, ако ветувањето дадено во 2003 година во Солун веќе не важи, тогаш граѓаните заслужуваат да знаат, напиша Димитров. Ваквиот исход во Брисел веќе предизвика реакции во Скопје. Ке се согласам дека ваквата одлука за недобивање датум е пораз, но тоа не е пораз на македонскиот народ и граѓаните на Македонија. Тоа е пораз на политиките на Зоран Заев и оваа власт. Шефот на државата во обраќањето повика на единство, а не на нови поделби. Сега не е време за разочарување, за апатија или за калкулации за добивање на ситни дневно политички поени. Сега е време за повторно обединување околу она што ни е најважно во Република Северна Македонија. Пендаровски закажа лидерска средба за внедела на која ќе се разговара за идните чекори на Македонија, откако ЕУ лидерите не донесоа одлука за датум за преговори. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.